Почитувам председател, благодарам на можноста да реплицирам. Почитувам пратеник Извинувам, подпредседател. Подпредседател. Почитувам пратеник Зекир Рамчилович. Ќе ви реплицирам само на еден сегмент од вашиот говор, затоа што сметам дека е добро тоа да го објасниме пред народот. Претходно рековте дека извештајот е реална прилика на состојбите во државата и дека многу работи во општествениот живот во Република Македонија се нотирани. Сите знаеме дека во извештајот се нотирани и проблеми со корупција, и проблеми со кризите, и проблеми со криминалот, и проблеми со екологијата, и проблеми со здравството, и проблеми со безперспективноста на младите, исилувањето и така натаму и така натаму. Значи, сите овие недостатоци се нотирани во извештајот. Сега, во вашата дискусија тоа што сакам да го издискутирам со вас е, рековте, датумот не зависи од состојбата во државата. И те како зависи? Небулоза е да не обрнеме внимание на состојбите во државата и да сметаме дека само надворешните фактори се клучни за одредувањето на датумот. Верувајте, ако некој седнал и нотирал во извештајот дека има многу недостатоци во општеството, тоа значи дека имаме многу работа. Дека имаме многу голема работа која треба да ја направиме час поскоро за да се доближи Македонија до европските стандарди. Воспротивно, ако тоа не е пречка за ЕУ, верувате, нема да се нотира во самиот извештај. Никој не ги спори и останатите политички моменти кои силно влијаат на датумот за почеток на преговорите. Меѓутоа, да не ја замајуваме јавноста со фактот дека и домашните проблеми час поскоро мораме да ги решиме. Затоа што тоа е наша задача. Тоа е нотирано со цел полесно да се справиме со проблемите. Колку помалку проблеми се нотирани во извештајот, толку сме поблиску до ЕУ. Толку сме поблиски до датумот за почеток на преговори. А и самото почнување на преговорите ќе значи пократок период на целосно членство на Република Македонија во Европската Унија. Ако така не ги поставиме работите, тогаш ја доведуваме јавноста пред се. Ние како политичари тоа го знаеме. Јавноста ја доведуваме во заблуда дека се е во ред со државата. Во државата има многу сериозни проблеми. Затоа тие се нотирани во извештајот. И час поскоро треба да ги решаваме тие проблеми. Благодарам.